Добар ден, почитувани новинари, почитувана македонска јавност. Денеска откриваме нов скандал за премиерот дезертер од армијата на Република Македонија. Според информациите кои стигнаа до нас, премиерот Ковачевски свесно го избегнал служењето на воениот рок и тоа токму во периодот на воениот конфликт во 2001 година. Односно не одговорил на повикот на својата татковина кога за тоа бил побаран и кога и бил најпотребен. Како и сите граѓани на Република Македонија, кои во тој период служеа во редовите на Арама, така и сегашниот нелегитимен премиер морал да се јави во војничките редови. Но повторувам, според информациите со кои располагаме, дезертерот Ковачевски свесно го избегнал служењето на воениот рок во Арама. Причината поради која дезертирал е дека, цитирам, е трајно неспособен. Ковачевски, кој сега е премиер и ги ужива сите благодети на слободата и на демократијата, која што има бидејќи луѓе загинале за таа слобода и демократија, додека тој бегал од војска, не се јавил на отслужување на воен рок и не се пријавил во 2001 година, иако бил повикан. Ковачевски е човек дезертер, кој не заслужува да ја води државата. Го повикуваме дезертерот Ковачевски во рок од 24 часа да каже дали навистина избегал и дали е трајно неспособен или лажел пред институциите и пред лекарите. Да излезе и да каже, во спротивно ќе објавиме се што имаме. Доколку е навистина трајно неспособен, тогаш мора веднаш да се повлече од премиерската позиција. Доколку дезертерот Ковачевски бил трајно неспособен да отслужува војска и да ја брани државата, тогаш како е способен да биде премиер? Дали на чело на владата имаме трајно неспособна личност и дали тоа е причината поради која Македонија е понижувана? Одговорност мора да има, како за дезертерот Ковачевски, така и за целата СДС, кои што наместија трајно неспособна личност на чело на владата. Дали Ковачевски е поставен за премиер токму затоа што е трајно неспособен? Ви благодарам на вниманието.